Gospodi Isuse Hrisте, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. Недела на Закхеј. Денес дојде спасението на овој дом. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Богомудрите отци на нашата света црква направили и создале еден таков прекрасен богослужбен ред и восхитувачки распоред на читање на евангелските четива преку целата календарска година. Денешниот неделен ден во црковниот календар се нарекува недела која е посветена на богатиот Закхеј. Денешната недела е прва недела која не подсетува на приближувањето на Великиот пост. И не случајно денес ние ќе се подсетиме на неговата личност и на настанокот кој се случил во Христово време. Сепак, да обрнеме внимание за што конкретно станува збор. Закхеј, како што ни сведочи Евангелието, бил богат човек за тогашните прилики, началник на митарите, а митарите пак во тоа време биле намразени и презрени од сите евреи. Ако некој бил митар, тоа значи дека таквиот бил угнетувач и мачител на сопствениот народ, зашто тие собирале данок за римската држава, која била окупатор за евреите. Освен тоа, тие честопати ја злоупотребувале својата положба, зашто понекогаш знаеле да соберат и многу поголеми суми од утврдените, а се служели со сурови и жестоки средства за да дојдат до својата цел. Во очите на намачениот народ, тие биле шпиони и измеќари во корист на крволочните римјани. По лекувањето на слепиот Вартимеј пред портите на градот Ерихон, Христос влегол во градот во придружба со своите ученици, но и од големата толпа на народ. Кога жителите на Ерихон слушнале за ваквата посета, излегле по улиците за да го пречекаат почесниот гостин. Тука некаде бил и грешниот Закхеј, но не меѓу толпата во гужвата, не затоа што чувствувал страв, бидејќи никој не можел да му направи ништо зашто бил штитен од римските закони, туку затоа што чувствувал одговорност дека кон него ќе биде вперен прстот од народот кој имал право да го обвини и да рече: што бара овој грешник при учителот, кој проповеда милост и ги изобличува сите гревови. Но Закхеј за Христа Господа имал слушнато и нешто друго. Тој знаел дека Христос е премногу добар и милостив и секогаш наоѓал по некој утешителен збор, дури и за најголемите грешници како него. Овој факт ни сведочи дека Закхеј не бил закоравен грешник, зашто тој не бил задоволен од својата состојба и положба и постојано чувствувал дека неговиот живот е загубен и дека самиот со своите сили не може да се врати од патот по кој тргнал. Затоа тој посакувал да го види Христа, иако е можно да го привлече неговиот поглед кон себе, па да биде допрена и грешната душа. Неговите сограѓани, кога забележале како еден толку голем угледен чиновник, а при тој голем богаташ, подобно на немирно дете се искачил на една смоква, биле зачудени и пријатно изненадени. Но Закхеј не го забележувал сето тоа, зашто неговиот поглед бил вперен само кон една цел. Неговиот жеден поглед бил насочен кон лицето на Спасителот, каде што ја здогледал божествената милост, љубов и сострадателност. И токму во тој момент, кога Спасителот Христос дошол до смоквата, погледнал нагоре, го видел кутриот Закхеј и му рекол: Закхеј, слези по бргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Евангелие по Лука, 19 глава, 5 стих. Закхеј се вкочанил од овој потек зашто тој воопшто не очекувал вакво нешто. Единствено нешто што тој очекувал било да улови еден Христов поглед.
кој за него би бил лек за напатената и грешна душа. Но ете, се случило нешто повеќе. Бог на луѓето кои просат нешто од него секогаш им дава повеќе, отколку што очекуваат тие. И во овој случај Христос не дочекал Закхеј да испушти очајнички повик кон него, туку самиот отишол во средба со него, па дури и се понудил да биде негов гостин. А во богатата и велелепна куќа на Закхеј, каде што секојдневно влегувале гости од високата класа, никој дотогаш не бил пречекан со толку големо внимание, како што бил пречекан Христос. Дури и Закхеј, заедно со своите слуги, имал чест да му послужи на големиот гостин. Токму тогаш Закхеј го слушнал негодувањето од толпата народ. Отиде во куќата на грешен човек. Што направил Закхеј кога го слушнал тоа? Се обидел ли тоа да го негира? Се обидел ли да докажува дека не е грешник? Напротив, Закхеј застанал исправен пред Спасителот, целосно носејќи својата вина врз својот грб. Па храбро и со висок глас исповедал за да го слушнат сите: да, Господи, јас сум најголемиот грешник, но грешник кој во овој миг е подготвен да се кае за сите досегашни гревови. Грешник кој е подготвен половината од својот имот да го раздели на сиромаси. И ако на некого нешто сум зел несправедливо, подготвен сум не двократно, не трикратно, туку 4-кратно да го вратам. Кога пријателите и роднините на Закхеј ги слушнале овие зборови, тие прво помислиле дека погрешно го разбрале. Еден богаташ да ја раздели половината од своето богатство на сиромаси на вистина е огромен и не секојдневен подвиг. Лесно е за некој кој има 100 денари да му даде 50 на свој ближен, но премногу мачно е за оној богаташ кој има 100 милиони денари да ги раздаде половината на сиромаси. Но ете, Закхеј направил нешто многу повеќе од тоа. Тој јавно признал и пред Христа, но и пред целиот насобран народ дека несправедливо земал пари, но во исто време ветил дека четворно ќе ги врати. Господ Исус Христос, како срцевидец, уште пред да влезе во домот на Закхеј, знаел дека кај него ќе се појави покаяние. Он до крај ја ислушал неговата исповед и ветувањето дека ќе стане друг човек. Од користолюбец постанал благодетел, од жестокосрдечен постанал милостив. Затоа Христос рекол дека денес дојде спасението на овој дом, зашто Закхеј го пронашол скапоцениот бисер, кој според Христовите зборови е Божјото царство. Се прашуваме ли која е причината што го натерала Закхеј да го промени начинот на своето живење? Пред да го види Христа, тој бил пристрасен кон богатство, жесток и премногу лош кон своите сонародници. Се разбира, тој не се родил како таков, но штом ја добил високата митничка функција, тој веднаш бил презрен. И колку повеќе ја чувствувал омразата од сопствениот народ, толку повеќе станувал жесток и немилосрден. И во една таква состојба на неговата душа тој остварува средба со Христа Спасителот. Средба која значи пресвртница за неговиот живот. А Христос, наместо да употреби сила за да го вразуми, наместо да го бичува или казнува на било каков начин, употребува милост и прошка како лек за неговата душа. Христос едноставно ја расплантил искрата на совесност и човечност во неговото срце. А тоа било доволно за да се разбуди од гревовниот мрак и да се поврати во својата првобитна состојба и човечка достоинственост. И народната мудрост вели дека добриот збор железни врати отвора. А Христовиот спасителен збор ги отвора и најтврдокорните железни врати од човечките срца и ги прави да бидат вистински храмови на Светиот Дух, зашто ни сведочи и денешниот настан. Дали и ние постапуваме слично на Спасителот Христос во нашето однесување кон ближните?
без разлика дали знаеме за нив, дали се грешни или не, дали умееме да употребиме милост кон нив, за да ги омекнеме нивните срца и да ги приближиме кон вечниот живот. Како православни христијани треба да знаеме дека причината на нашето спасение е Божјата љубов, која се пројавува кон нас. И ако сакаме да ги користиме плодовите од тоа спасение, ние треба да го пројавуваме истиот вид на љубов и сострадателност кон грешниците онака, како што тоа го направи и нашиот Господ. Денес се убава можност и ние како Закхеј да одлучиме да го промениме начинот на досегашното живење. Па повеќе да не живееме само за себе, туку од она што го имаме да подадеме и на другите кои имаат потреба од нашата помош. Повеќе да не ги осудуваме грешниците, туку со љубов да ги придобиеме за Бога, како што Спасителот го придобил загубениот Закхеј, па од несреќен и беден грешник го претворил во свој следбеник. А ние нема да можеме да влеземе во големиот пост ако не простиме. Во следните денови, кои се подготвителни за влез во светиот и спасителен пост, да се потрудиме да си скачиме на духовното дрво, од каде што ќе можеме да ја видиме гревовната состојба на нашата душа. Па да го повикаме Спасителот да влезе кај нас и да ги слушнеме неговите пресладки зборови. Денес дојде спасението на овој дом. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного.